Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Евангелието според Марко, кое е следно наред на нашето заедничко проучување, е првото евангелие од хронолошка гледна точка. Станува збор за една од првите напишани книги во Новиот Завет. Не е прва, но една од првите. И пред да почнеме со читање на евангелието, сакам да дадам вовед за оваа книга да ни биде појасна за разбирање. Јован Марко е еден од оние писатели на Новиот Завет кои не биле апостоли. Матеј и Јован биле апостоли, а Лука бил многу близок пријател со апостолот Павле. Јован Марко го придружувал Павле на едно од неговите мисионерски патувања. Јован било неговото еврејско име, а Марко неговото латинско презиме. Во дела 12:12 читаме: сваќајќи го тоа, тој дојде во куќата на Марија, мајката на Јован, наречен Марко, каде што беа многумина собрани на молитва. Тука станува збор за апостол Петар, кога било слободен од затвор. Овде всушност за прв пат читаме за Јован Марко во Светото Писмо. Очигледно е дека неговата мајка била богата и истакната христијанка во црквата во Ерусалим, а Ерусалимската црква се собирала во нејзиниот дом. Според тоа што апостол Павле го пишува во Колосјаните 4:10, Јован Марко бил роднина на Варнава. Од Светото Писмо ни е јасно дека бил духовен син на апостол Петар, бидејќи тој во првото негово послание 5:13 пишува: ве поздравуваат избраната црква во Вавилон и мојот син Марко. Долги години евангелието според Марко се сметало дека е евангелие на апостол Петар и мислам дека има докази за тоа. Но за тоа ќе зборувам малку подоцна. Јован Марко им се придружил на Павле и Варнава пред нивното прво мисиско патување. Во дела 13:5 пишува: и кога стигнаа во Саламин, тие го проповедаа Словото Божје во јудејските синагоги, а го имаа со себе и Јован како помошник. Но истиот тој Јован подоцна им го свртал грбот кога биле во Пергија Памфилиска. Најверојатно не бил доволно зрел за таква служба. Или, користејќи народен јазик, би можеле да кажеме дека се покажал како кукавица. Не треба да чувствуваме потреба да го браниме Јован Марко за таа ситуација. Може би имал изговор, не знам, но ми се чини дека на ова негово искуство можеме да гледаме како на неуспех. Затоа, Павле не сакал да го земе со себе на неговото второ мисиско патување. За разлика од Павле, Варнава сакал Марко да им се придружи на патувањето. Веројатно за Варнава било многу лесно да даде нова шанса, но не и за Павле. Во дела 15:37 и 38 пишува: Варнава предложи да го земат со себе и Јован наречен Марко, но Павле сметаше дека не доликува да го земат со себе оној што се беше одделил од нив во Памфилија и не беше пошол со нив по работата за која беа пратени. Павле мислел дека Јован Марко е недоверлив. Потоа, во дела 15:39 пишува: поради тоа, дојде до жестока расправија така што тие се разделија еден од друг. И Варнава, откако го зеде Марко, отплови за Кипар. Врз основа на тоа што го читаме во Светото Писмо, можеме многу малку да дознаеме за службата на Варнава и Јован Марко. Но знаеме дека Јован Марко се покажал добро. Години подоцна, во 2 Тимотеј 4:11 Павле напишал: само Лука е со мене. Земи го Марко и доведи го со себе, зашто ми е потребен во службата. Гледате, Јован Марко се променил. Постои долгогодишна дебата во однос на тоа дали Јован Марко се појавува некаде во Евангелијата како учесник во настаните. Иако е добро да се размислува за тоа, сепак сметам дека нема основа за таков заклучок. Една традиција вели дека Марко ги добил информациите за неговото Евангелие од Петар. Исто така се верува дека тој го слушнал Евангелието од Павле. Јас пак верувам дека и двете изјави се вистинити. Но би сакал да се вратам назад, во воведот, и да размислиме за 4 Евангелија. Зошто 4 Евангелија? Матеј го напишал неговото и мајки ги науми израелците. Тоа Евангелие е напишано за религиозните луѓе. Од друга страна, Марко пишувал за римјаните. Неговото Евангелие било упатено кон таа публика. Ова Евангелие било напишано за силните, за онај народ кој владел со светот во тоа време. Римјаните го покориле светот, воспоставиле мир, правда, добра инфраструктура, закон, ред и заштита. Но тој мир бил присилен и наметнат.
Тие го покориле човештвото и тоа било скапа цена која човештвото ја платило, бидејќи станувало збор за силно диктаторство. Доктор Грегори го објаснува тоа со следните зборови. Римската империја имала за цел да го усоврши човештвото, така што ќе го покори поединецот под државата, а на државата ќе й даде апсолутна власт. Тие се обиделе да го направат тоа преку политички принципи, според кои почита кон законот и правдата биле главен приоритет на империјата. Ова е исклучително сериозна изјава. Роберт Д. Кулвер во неговата книга Даниел и последните денови вели дека римјаните му дале на светот мир сличен на оној кој обединетите нации му го нудат на денешниот свет. Но таквиот пристап веќе бил испробан од римјаните. Станува збор за мир кој е наметнат врз светот, принуден, и поради тоа таквиот мир мора да е контролиран од страна на моќен човек. А светот денес повторно очекува да дојде некој таков и да воспостави мир. Римјаните барале токму таква личност. Тие биле символ за човечка моќ во античкиот свет. Сето тоа водело до насобирање на голема власт и диктаторство во рацете на еден човек, а тоа се разбира е нешто од кое сите треба да се плашат. Опасноста е иста и за нас денес, бидејќи токму во таа насока се движи денешниот свет. Повторно ќе го цитирам доктор Грегори по ова прашање. Тој вели дека римјанинот бил добар работник, освојувач, организатор и владетел. Токму затоа некој како Цезар можел да има толку голема власт и влијание. Цезарот и цезаризмот биле неизбежен резултат на римскиот напредок. Кога грешниот човек ќе свати колку е ужасно целата власт и авторитет да се во рацете на тиранин, тогаш Светиот Дух го поттикнува да го прифати Исус од Назарет како некој кој е суверен и спасител, очекуваниот ослободител на светот. Во иднина ќе се најдеме во состојба во која во светот ќе има еден човек кој ќе владее врз грешните луѓе, некој под влијание на сатаната, и затоа луѓето ќе бараат ослободување. Но единствениот кој ќе може да ги ослободи е Господ Исус Христос при неговото враќање. Павле им напишал на христијаните во Рим: Не се срамам од Евангелието на Христос, бидејќи тоа е Божјата сила за спасение. Тоа е силата која покажува милост. Во деновите на римските императори, светот копнел по милост, но се соочил со моќ. Тоа биле денови кога никој не бил доволно храбар да се спротистави на таа моќ. Да се застане против неа било фатално, а да се избега од неа невозможно. И токму во такви околности, Бог пратил порака до тој дел од светската популација, а Јован Марко бил писателот на таа порака. Но како што веќе кажав, тој во Евангелието го напишал она што му го кажал апостол Петар, и многумина во раната црква се согласуваат со таа изјава. Сакам да го цитирам Папиј, еден од раните црковни отци, кој запишал дека Јован Марко го напишал Евангелието врз основа на тоа што го слушнал од Петар. Цитирам: Марко, толкувачот на Петар, внимателно го запиша сето тоа што го слушна од него, но не хронолошки, како што Христос проповедал и действувал. Нешто што е навистина интересно. Црковниот историчар Еузебиј напишал: Толку била силна светлината во умовите на оние кои го слушнале Петар, што не биле задоволни да го слушнат Евангелието само еднаш, ниту пак биле задоволни со доктрината која им била усно пренесена. Туку искрено го молеле Марко да им ја остави напишана доктрината која претходно ја слушнале преку проповед. Токму така настанало ова Евангелие. Сушност, станува збор за Евангелието, кажано од страна на Петар. Ова е Евангелие од акција. Патем кажано, Симон Петар бил таков човек. И затоа, кога го читаме Евангелието според Марко, во него читаме за акција. Во него Господ Исус Христос ја става настрана неговата царска облека, онаа облека за која читаме во Евангелието според Матеј, и се препашува со крпа за да служи. Се движи помеѓу луѓето и е човек од акција. Во Матеј е прикажан како цар, а во Евангелието според Марко е прикажан како слуга. Не слуга на луѓето, туку Божи слуга. Ова е Евангелие кое може да се подели на неколку начини. Сакам да ги гледаме Евангелијата низ призмата на дневниот весник. Например, Евангелието според Матеј ги представува рекламите и известувањата. Царството небесно се приближи. Доктор Лука има уникатни увиди. Ги презентира божикните песни и на одличен начин ги представува параболите за добриот самарјанин и изгубениот син. Јован, од друга страна, има улога на уредник и колумнист. Пишува за левот на животот, светлината на светот
и за случувањата во горната соба. Но Јован Марко е оној кој ги пишува примамливите наслови. Исус дојде е еден од изразите кои ги користи. Само Исус или тој воскресна. Ова се насловите кои ќе ги најдете во Евангелието според Марко. Сето ова Марко го сумира преку зборовите на Господ Исус во 10:45. Зашто и Синот човечки не дојде за да му служат, но да послужи и да го даде животот свој за откуп на мнозина. Во ова Евангелие се цитира и Исаја 42:1. Еве го мојот слуга, кого го поддржувам, мојот избраник, љубимецот на душата моја, ќе го положам духот свој врз него. Во 1864 година, во неговите предавања за ова Евангелие, Томас Бернард го кажал следното. Зборовите на Свети Петар упатени кон Корнелиј на добар начин го опишуваат мотото на ова Евангелие. Бог го помаза Исус од Назарет со светиот дух и сила. Тој правеше добро и ги исцелуваше оние кои беа угнетени од ѓаволот. Некој пак го кажал следното. Во една книга прочитав дека Исус Христос живеел и правел добро. Толку ме допре тоа, што единственото нешто што можам да го направам е да продолжам по тој пат. Денес многу се зборува за протести и марширање, за тоа дека треба да се прават добри дела. Како политичарите, така и свештениците зборуваат за правење добро. Но проблемот е што тие не прават добри дела. Тие само зборуваат, но не действуваат. Господ Исус дојде и правеше добро со цела негова човечност и во полнотата на неговата божественост. Но тоа е само почетокот на Евангелието. Тој умре и воскресна и дури по воскресението им каже на апостолите: одете за да го проповедате Евангелието по целиот свет. Со тоа Евангелието стана потполно. Евангелието според Марко е Евангелие од акција. Марко пишува на вешт, релевантен и директен начин. Не користи премногу зборови, туку оди директно на поентата. Ова е Евангелие од акција. Во него Христос не е украсен со зборови и наратива, туку е подготвен за акција. Неговиот стил на пишување е едноставен. Наменет е за обичниот народ. Интересно е што во ова Евангелие сврзникот «и» се повторува повеќе отколку во кое било друго Евангелие. Овој сврзник се појавува 1331 пат. Ако не ми верувате, можете да проверите. Искрено, ако на факултет за литература би предал есеј во кој сврзникот «и» се повторува толку често, мислам дека нема да добија многу добра оцена. Лингвистите велат дека овој сврзник не треба да се користи многу често, но е многу важен кога се користи на правилен начин. Мене ми асоцира на акција. Најавува дека уште нешто ќе се случи. Денес го користат мнозина говорници, но на погрешен начин, зашто немаат што друго да кажат, а некогаш и завршуваат со него. Штом станува збор за сврзник, тој не треба да биде на крајот на реченицата, туку нешто друго треба да следи после него. Некакво дејство. Верувам дека Марко го напишал ова Евангелие во Рим и за римјаните. Како што веќе кажавме, тие биле луѓе кои сакале акција. Прашањето било: дали Исус е човек од акција? Ке забележите дека на почетокот од ова Евангелие нема родословие. Зошто Марко не напишал родословие? Мислам дека одговорот е јасен. Во Матеј има родословие, бидејќи за царот е потребно да се има родословие, за да се знае неговото потекло. Но на слугата му се потребни дела, а не извод од матичната книга на родените. Прашањето е: дали Христос е способен да ја заврши работата? А одговорот го добиваме во ова Евангелие. Тој е начинот на кој Христос е представен во оваа новозаветна книга. Веројатно сега е вистинскиот момент да кажам некој збор за белешките кои ги имам за ова Евангелие. Евангелието го поделив поинаку од било која поделба направена за него. Со оглед на тоа што во него има запишано повеќе чуда отколку во кое било друго, се одлучив да го поделам на следниот начин. Марко го представува слугата. Бог таткото го идентификува слугата. Искушенијата го проверуваат слугата. Делата и зборовите го потврдуваат слугата. Во однос на чудата, исцеление, физички чуда. Природа, чуда со природата. Изгонување демони, духовни чуда. Воскреснување од мртви, надприродни чуда. Постојат 4 главни поделби на чудата.
Потоа има параболи и други видови на поуки и настани. Параболи и поуки. Параболи, поуки, настани. Смртта, погребувањето и воскресението го осигуруваат слугата. Глава 1. Вовед во животот на Исус Христос. Време е да започнеме со проучување на самото Евангелие. Во глава 1 Јован Крстител го најавува и крштева Исус. Исус е јавно идентификуван од таткото, искушуван од сатаната и ја започнува својата служба во Галилеја. Ги повикува учениците, изгонува демони, ја исцелува тештата на Петар, се моли, исцелува лепрозен човек и слично. Сето ова го направил на почетокот од неговата служба во Галилеја. Мислам дека оваа прва глава е содржински побогата отколку која било друга глава во Библијата. Покрај другото, ја опишува и службата на Јован Крстител, а во неа се спомнуваат и пророштвата на Исаја и Малахија. Ја опишува првата година од службата на Исус, еден саботен ден од неговиот живот и завршува со моќното исцеление на лепрозен човек. И покрај тоа што бил многу зафатен, Исус одвоил време за молитва. Иако во оваа глава нема родословие, сепак содржински е многу богата. Марко не се фокусира на предците на Исус, туку на неговите дела. Дали тој може да ја заврши работата? Слугата на Јахве е представен во светло на тоа што го прави. Ниту римјаните, ниту кој било друг не евреин, не би се грижал за Исусовото родословие, кое во Матеј започнува од Авраам. Токму тоа е една од причините зошто Евангелието според Матеј не треба да се препорачува на оние кои ја читаат Библијата за прв пат, бидејќи неговото родословие може да ги збуни луѓето. Преку ова Евангелие ќе го погледнеме и ќе го задржиме погледот на животот на Господ Исус Христос. Како што напишал доктор Гордон, погледот спасува, но гледањето осветува. Во почетните 3 стихови се запишани пророштвата поврзани со доаѓањето на Јован Крстител. Читаме: Почеток на Евангелието за Исуса Христа, Божиот Син, како што е пишано кај пророците: Ете, јас го испраќам својот гласник пред твоето лице, кој ќе го приготви твојот пат. Гласот на оној кој вика во пустината: Пригответе го патот на Господа, изравнете му ги патеките. Ова пророштво е од Исаја. Ова е почетокот на Евангелието. Ова не е почетокот на Јован или Исус, ниту пак станува збор за почеток во Битие или на Евангелието според Јован. Ова е почетокот на Евангелието. Станува збор за времето кога Господ Исус дојде на оваа земја, умре на крстот и воскресна. Тоа е Евангелието. Овие почетоци говорат за неговото доаѓање во светот, за неговата јавна служба и треба да обрнеме внимание на овие нешта бидејќи се многу важни. Но за овие нешта повеќе ќе размислуваме следниот пат. А до тогаш, нека Бог богато ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.